Охрид доби уште една шанса. Природното богатство останува под заштита на УНЕСКО. Од Бусан во Кореја испратија порака дека часовникот продолжува да отчукува, а државата има рок од 5 години да ја подобри состојбата. Владата ова го оценува како голем дипломатски успех и уверуваат дека ситуацијата ќе се подобри. Дивоградбите ќе бидат отстранети, а надлежните ќе ги извршуваат соодветно обврските. Неговото зачување е национален приоритет, но и одговорност кон идните генерации. Денешниот резултат ја потврдува јасната и недвосмислена посветеност на владата кон трајната заштита на Охридскиот регион. Со дипломатски ангажман обезбедивме дополнителен простор за исполнување на превземените обврски и спроведување на стратегискиот план за рехабилитација до 2030 година. Надлежните посочуваат дека особено внимание треба да се обрне на урбанистичкото планирање и заштита на животната средина. Македонија како партнер со Албанија има обврска да подготви временски ограничена рамка за спроведување на планот за рехабилитација. Денешната одлука е значаен исчекор, но не и крај на процесот. Заедно со Албанија треба да подготвиме временски ограничена рамка за спроведување на стратегискиот план до 2030 година. До 1 февруари 2027 година треба да биде доставен нов извештај за постигнатиот напредок. И кај нив има разбирање дека статусот на УНЕСКО истовремено не треба да наштети на развојот на Охрид и на Охридскиот регион. И тука зборувавме за прашања поврзани со клучни инфраструктурни проекти, дел од коридорот 8. Меѓу проблемите што и натаму го загрозуваат регионот се нерешеното урбанистичко планирање, бесправното градење, континуираниот притисок од нови градби и бавното решавање на отпадот и отпадните води. Според оцената на комитетот, нивното влијание предизвикува сериозно нарушување на исклучителната вредност поради која регионот е под заштита. Претходно, председателот на владата оцени дека актуелната состојба е резултат на проблеми наследени со децении и дека за 2 години не може да се поправи она што според него било уништувано повеќе од 3 децении. Регионот има статус на светско наследство на УНЕСКО од 1979 година и се смета за едно од највредните природни и културни богатства во Европа.